Младите иноватори од Берово, најдобрите од меѓународната изложба на пронајдоци, технички унапредувања и творештва на млади, Макинова 2015, вчера ги представија своите еколошки експонати пред председателот Ѓорѓе Иванов. Меѓу нив и добитникот на златото, ученикот Бранислав од основното општинско училиште Дедо Илјо Малешевски со својот изум еколошка сушара. Јас учествував на меѓународната изложба Макинова и го зедов првото место, но тоа беше неочекувано со мојот труд еколошка сушара која изработив од лименки кои претходно ги офарбав во црна боја и сите тие ги сместив во еден панел. Панелот го поврзав со фрижидерот и ја направив нашата еколошка сушара. Најдобро во оваа еколошка сушара беше тоа што не користи електрична струја, само енергијата од сонцето. На прием кај председателот Иванов заедно со Бранислав беа и неговите соученици Марија Бубевска, која го доби сребрениот медал за своите етерични масла, и Андреј Бубевски, пофален за иновацијата, крадецот на ампери. Бронзен медал. Јас го добив овој бронзен медал за мојот експонат етерични масла, со кој се представив на саемот. Ние имавме изложено казан, апаратура за дестилирање етерични масла, имавме добиено неколку етерични масла, како например масло од јаболка, лаванда, смрека, кои исто така ги изложивме за да можат да видат што сме добиле со апаратурата. Оваа година имав можност да учествувам на изложбата на Макинова. Јас изложував два експонати. Првиот експонат ми беше крадец на ампери или уредот кој ги доискористува батериите, а вториот ми беше батериски помач за телефон. За да постигне едно училиште вакви резултати, потребна е тимска работа и труд, вели наставничката Сузана Гаштеовска. Не е лесно да се подготвуваат ученици за вакви надпревари, треба многу труд да се вложи, но трудот е обостран. Не само од моја страна или од страната на сите ментори кои што ги водат учениците, туку и од самите ученици. Тука се вклучени и нивните родители, заради тоа што без помош од родители, наша помош, не можеме да постигнеме никакви резултати. Овие деца, кои уште од најмала возраст посветуваат сериозно внимание на развојот на иновациите, можеби еден ден ќе придонесат и за развојот на техничко-технолошкиот напредок на Република Македонија.